Денес на огромно задоволство верувам на сите дечиња кои што отидоа на бесплатен одмор. Во првата група која што денес беше испратена, бе испратено околу 100 дечиња кои што ќе користат бесплатен одмор и рекреација во детското одморалиште во Струга. Со овој проект ова лето ќе бидат офатени 2000 дечиња од семејствата во социјален ризик, чии што родители примаат социјална помош, исто така дечињата со пречки во развојот, како и децата без родители и родителска грижа. Овој проект офаќа 6 полни пансиони со дополнителни забавни, културни, едукативни и спортски активности, исто така часови по пливање. Ќе го продолжиме и во наредните години и во текот на летниот и во текот на секој зимски одмор. Уште една мерка, владина мерка се однесува на ранливите категории, тоа е бесплатен геодетски елаборат за легализација. Кажете ми кои се условите кои треба граѓаните да ги исполнуваат за да имаат бенефит од оваа мерка? Со цел целосно ги ослободиме од трошоци за легализација на објектите во кои што живеат граѓаните кои што се приматели на социјална и постојана парична помош, како и граѓаните кои што имаат ниски приходи, односно до 168.000 денари на годишно ниво. После стапувањето во сила на измените на Законот за катастар ќе имаат можност да поднесат барање до подрачните служби на Агенцијата за катастар со цел таа да изработи бесплатен елаборат. Дополнително кон барањето треба само да достават потврда дека се приматели на социјална или постојана парична помош или пак потврда од управата за јавни приходи за висината на нивните приходи со цел да го остварат ова право, а катастарот бесплатно да ги изработи за граѓаните овие елаборати за легализација. Најновиот сет владин мерки предвидува уште еден бенефит за ранливите категории, тоа е отпис на долговите. Кои се критериумите и кои долгови се предвидени да бидат отпишани? Со проектот за еднократен отпис на долговите ќе се помогне на оние граѓани кои што реално се во најтешка материјална положба. Со проектот ќе бидат офатени примателите на социјална и постојана парична помош, подолго невработените лица од 12 месеци кои што бараат работа и како и граѓаните кои што се наоѓаат во социјален ризик како последица на смрт на брачниот другар, тешка болест и здравствена состојба или пак поради инвалидност. Со проектот ќе бидат офатени долговите настанати по основ на потрошена електрична енергија, по основ на потрошена топлинска енергија према топлификација, исто така долговите по однос на платежни картички и кредити кои што се категоризирани со категорија Г и Д и дополнително долговите по основ на радиодифузна такса, како и извршителските и нотарските трошоци кои што се направени за да се наплатат овие долгови. Самиот закон очекуваме веќе влезен во собраниска процедура, после до настапувањето во сила, граѓаните по пат на еден соопфатен јавен оглас ќе бидат информирани за процедурата, односно документите кои што треба да ги поднесат со барањето во центрите за социјална работа широм Република Македонија. Потоа по самите барања ќе одлучува комисијата која што е интерресорска и ќе функционира во рамките на Министерството за труд и социјална политика, а дополнително со стапување пак на сила со измените на законот, во иднина сите приматели на социјална и постојана парична помош ќе бидат ослободени од плаќање на радиодифузна такса.